Почитувани медиуми, почитувани жители на општина Петровец, пред се сакам да ви се заблагодарам на медиумите што ми овозможија да дам отчет за сработеното на општина Петровец за последниве 3 години. Во населено место Сушица целосно го реконструираме площадот, извршиме санација на патот од Сушица до Живење, целосно го реконструираме културниот дом во Сушица, извршена е санација на резервниот резервар за водоснабдување. Во Горно Коњер изградиме пешачка патека во должина од 250 метри од центарот на селото до излезот до бензинската пумпа. Поставена е канализациона мрежа во должина од 350 метри. Поставена е водоводна мрежа во должина од 450 метри. Извршена е реконструкција и санација на подрачното училиште Братство и единство. Во Средно Коњер извршиме реконструкција на Централното училиште Братство и единство. Во населеното место Средно Коњери го асфалтираме патот од клучката на автопатот до мостот на реката Пшиња. Целосно е оградено фудбалското игралиште во Средно Коњери. Во Долно Коњери извршиме реконструкција и санација на подрачното училиште Братство и единство. Започната изградба на повеќенаменско спортско игралиште. Поставена е одводна канализациона мрежа во должина од 820 метри во новата населба, каде ќе може да се приклучат повеќе од 30 домаќинства. Во населеното место Дивле изградена е една улица од 320 метри, пуштени се две бушотини за водоснабдување на селото, тампонирани се улиците во должина од 700 метри, поставена е нова водоводна мрежа во должина од 1070 метри. Во населеното место Чифлик извршиме санација и асфалтирање на пристапната улица до селото во должина од 300 метри. Пуштена е во функција пумпа за водоснабдување на населеното место Чифлик. Во населеното место Ржаничино, во новата населба, блок 6, изградена е фекална канализациона мрежа во должина од 2100 метри. Изграден е нов детски забавен парк. Асфалтирани се 3 улици во должина од 750 метри. Целосно е оградено фудбалското игралиште на фудбалскиот клуб Ржаничино. Во населеното место Петровец изградиме нова пешачко-велосипедска патека од центарот на Петровец до излезот на Ржаничино во должина од 2050 метри, со што ја зголемиме безбедноста на учениците кои учат во основното училиште Кочо Рацин од Петровец. Во населеното место Петровец изградиме нова општинска зграда од 860 метри квадратни. Во тек изградба на нова детска градинка, што трајно го решаваме проблемот со упис на деца во детската градинка. Реконструирани се 3 детски забавни паркови. Извршиме порамнување на полски патишта во должина од 2500 метри. Изградени се 7 улици во должина од 2310 метри со павер елементи. Набавени се камион за собирање смет, мулчер, машина за отпушување на канализациони системи, контењери, канти за смет за јавното комунално предпријатие. Ги реновираме целосно административните простории на јавното комунално предпријатие. Во населено место Оѓанци тампониран е крак на улица 1 во должина од 260 метри. Целосно реконструирано е подрачното училиште со замена на врати, прозорци и фасада. Во тек изградба на нова спортска сала со површина од 472 метри. Поставена е канализациона мрежа на поголем дел од населеното место, а постувањето продолжува се до негово целосно имплементирање во 2025 година. Во населеното место Катланово изградена е нова просторија за пензионери. Изградени се и поплочени се 5 улици во должина од 500 метри со павер елементи. Во населеното место Бадар извршиме проширување и тампонирање на локален пат во должина од 650 метри. Во населеното место Летевци извршиме тампонирање и санација на локален пат во должина од 800 метри. Во населеното место Брезица го асфалтираме пристапниот пат во должина од 700 метри. Во населеното место Чојлија асфалтираме една улица во должина од 230 метри. И на крај, во мултифункционалната зона Чојлија асфалтираме 2 улици во должина од 450 метри, поставиме канализациона мрежа во должина од 695 метри. Почитувани мои сограѓани, продолжуваме и понатака да работиме транспарентно и отчетно заедно со советниците од Советот на општина Петровец и општинската администрација. Ќе продолжиме да ги подобруваме условите за живот на сите жители на нашата општина и во сите населени места.